Пиеш кафе, се спремаш за на работа. Може би го шеташ куќата или туркаш количка со бебе, на кај факултет, во такси, во автобус. Баш сега има огромна гужва во банка. Би правил се друго освен да го завршиш извештајот пред рок. Стисни плей. Петок е. А некта ти носи нова приказна каде и да си. А првата гостинка е правна советничка и истражувачка за човекови права и еднаквост. Неда Чаловска Димовска. Мајка на две. Уживајте. Здраво, Неда, како си? Да речеме дека сум добра, сум малку дрема, ама супер сум. Прво да ти се заблагодарам што реши да бидеш дел од овој мој нов проект. Многу ми значи што си моја прва гостинка, иако морам да признам, не можам да се сетам кого знам само 6 или помалку месеци, а го осеќам доволно близок за да, нели, те викнам на подкастот да го отвориме заедно, нели, на 15 септември. Солзи сами кажат, прости ми. Не, за шалом. И мене ми е многу мило и фала ти што ме викна. Одамна не сум гостувала никаде, ама и јас се чувствувам супер пријатно и плюс за тоа што сметам дека имаме многу што да си кажеме на темата. Така што мислам дека е супер јавноста да чуе за некои работи што сме ги доживеале, посебно ти во нова улога како мајка, меѓутоа и за некои системски проблеми со кои што се соочивме изминатиот период како бремени жени, како родилки, како мајки. Па мислам дека ќе имаме доволно време, затоа што и јас, работејќи на телевизија со вести, имав само 3-4 минути за некоја ваква важна тема да зборувам, а ти дури знаеме едно време колку гостуваш и на дебатни емисии, сепак мислам дека тој формат некако веќе застарува и многу е подобро кога вака, можеби за час, час и половина, два ќе можеме да зборуваме повеќе. Во насока за тоа што ќе збориме, а го начна и ти самата, би сакала да те прашам за таткото на деценијата или на столетието, во насока на тоа дека се уште постојат двојни аршини, па кога ќе се појави фотографија од маж како е добар татко, односно како го прави тоа што би требало секој маж да го прави, добива титула татко на столетието, а кога ние шетаме со мрсни коси и кеси, со нас и бебиња и сме полудени, тогаш тоа нас не е само задача, тоа е минимум што се очекува од една мајка. Да, мене точно тоа ми се случи и од многу жени, например, што претходно можеби не почувствувале двојни аршини во животот. Имам чуено дека за прв пат почнав да ги чувствувам кога станав мајка, меѓутоа приказната е прилично интересна заради тоа што со мојата прва кирка Гаја константно искачав надвор, она не кеше да биде во количка и постојано ја носев во кенгур, меѓутоа исто така носев и количка, нели за секој случај, па носев и чадор затоа што беше многу топло време, буквално бев натоварена како камила. И никогаш не се случило некој да ми застане ниту на пешачки, ниту па да ми рече ти помогнам, идеш пазариш со кесите, се тегнеш, плаче она и даваш да цица, седнуваш, значи хаос. Меѓутоа еден ден ми се јави братучетка ми и ми вика: Леле, следиш ли што се случува на Фейсбук? Викам: појма немам. И ми вика некоја непозната го сликнала мојот партнер Раде, како во моментот ја носи Гаја во кенгур и бутка со едната рака количка, со другата си го бутка точакот и објавила дека е прогласен за таткото на столетието и потоа имаше толку позитивни коментари во однос на него, значи збориме од луѓе што воопшто не го познаваат, ниту него, ниту мене, а во однос на мајката имаше прашања: а каде е мајката, да не лакира ногти, сигурно е на фризура, што се случува? Јас во моментов отидов да купувам нешто за Гаја, значи повторно времето ми беше фокусирано за неа, иако не бев со неа. Така што мислам дека со тоа се соочуваме се уште како народ, како држава и луѓето не се навикнати дека татковците всушност имаат иста и еднаква улога како што треба да имаат мајките, и тоа е нешто што е природно, заради тоа што у последен период нели зборуваме што е природно, што не, тоа е точно природно, заради тоа што
и тие се родители. И тие самите, ако ги прашаме, сакаат да бидат со децата. Значи не е дека не сакаат, ама од друга страна им се наметнува дека тие мора да работат, тие се оние кои што нели мора да го донесат левот дома и можеби ете имаат помалце време. Така што буквално тоа не ме изненади, јас дури не ни изреагирав, меѓутоа беше само еден пример од многута како на некој начин тие се позитивно општеството ги гледа, а за нас нели тоа е нормална работа и тоа е нашата улога и ние не смееме да мрднеме надвор од тој калап. Да, мене ми се случувало, например, да ми кажат кога ќе ме видат навечер излезена дека јас сум се снашла. Па тебе има кој да ти го чува детето, ти си се снашла, детето е со таткото. Па за искачање да не збориме, значи тоа е, мислам дека за некој дури е незамисливо и е висок чин на осуда која ќе, или луѓе ако не знаат, па која ќе дознаат дека ти си млада мајка и така натаму, мислам дека се уште не се ни спремни за тоа дека леле мајките вистински искачаат за мисли. Така да мислам дека треба многу да работиме точно на овие норми, затоа што ние многу работиме као законската регулатива да ни биде средана, што и тоа не е средано, а во однос на нормите, например, некакви кампањи кои што ќе почнат ова да го трансформираат, да сваќаат луѓето дека ова е нели сосема нормална работа, мислам дека воопшто од страна на државата не се ни размислува на тоа. А јас сметам дека е многу поважно, иако ние мислиме дека не знам уредувањето на некои закони што се однесува нели на родителките и родителите, а што би не заштитиле, се многу поважни од она што го живееме секој ден. Да, на хартија тие правно, да речеме, не заштитуваат ако некој го прекрши тоа право на што ни следува, но со овие работи се соочуваме многу посекојдневно. Тие работи се случуваат секој ден и додека ти не си изреагирала толку трагично на тоа што некој твојот партнер го сликал и го објавил на Facebook, има жени што тоа навистина би ги погодило. Да, и мене ме погоди. Меѓутоа, некако и со оглед дека и претходно тоа го имам и постојано и го живеам, меѓутоа и го работам, не ми беше изненадување. А не само што ги погодува жените, туку на некој начин и негативно им влијае за утре да се и само цензурираат и во односи на зборување, да ги споделуваат проблемите, меѓутоа и на некој начин, нели, кога ќе го слушнаме онајде, прибери се, па и во односи на некакво действување, едноставно сами се спречуваат да сепак, освен да бидат мајка, бидат и жена која што работи, жена која што има социјален, жена која што има културен живот, меѓутоа и на некој начин да речеме па дури да учествуваат во процеси на донесување одлуки, политика и така натаму, така што се произлегува од мислам дека овие стереотипи што ги имаме, на кои што сме си уште на многу ниско ниво. Значи, можеби мислиме дека работите се менуваат, меѓутоа многу спора. Дали сметаш дека е тоа само кај нас, па да се очекува од жената да има само еден идентитет? Сега, тоа во моментов можеби од некој од нас очекува дека тоа е идентитетот на бидување мајка. Претходно било дека треба, не знам, да бидеш само пријателка или она што го работиш да биде тоа што е свој идентитет. Моите, например, колеги и колешки особено, кажуваат дека па новинарството е начин на живот, не е работа, ти си новинарка и после 4 ние можеме во 10 часот навечер да те малтретираме, затоа што нели новинарството е 24/7. Исто и за мајчинството, исто и за нели бидување партнерка, партнер, другарка, другар. Мислиш ли дека е тоа глобален проблем, а кај нас е можеби само повеќе изразен затоа што можеби сме мало општество, се бориме се уште со срамот што ќе мисли некој за нас? Која е твојата представа? Затоа што си соработувала и со
како дел од од граѓанскиот сектор и со невладини и со други организации надвор од границиве. Само кај нас ли е така или можеби кај нас е тоа многу поизразено? Мислам дека е многу изразено, значи не зборам само за нашава држава, зборам за Балканов. На некој начин сакаме да ги делиме ета тие некакви увредности, меѓутоа кога се однесува на промена на перцепцијата за жената, тука се повлекуваме. Мислам дека не се луѓето спремни да сватат што вистински значат тие некои вредности, особено нели што ги има во западните земји, каде што на некој начин на жената вистински се дава простор да се уствари да биде тоа што сака да биде, вклучително нели и мајка. Сепак мислам дека ни таму не е совршено, значи никаде не е совршено, ама сепак е малце попрогресивно. Ние на вистина сме се уште на едно многу ниско ниво и на размислување, и на перцепција, што се однесува на новинарството, новинарка си 24 часа, тоа важи за многу други професии. Мислам дека се уште тие нерешени работни регулативи во однос на работните односи дозволуваат многу работодавачи да се однесуваат на тој начин. Јас секогаш велам и луѓето малце и чудно ме гледаат, меѓутоа на вистина ние за време на породилното отсуство сме платени колку една плата и тие што се вработени. Од друга страна се очекува да си 24 часа ти достапна за грижа или за детето, а всушност државата тебе те плаќа за 8 часа. Зошто тогаш е изненадување после работното време од 8 часа за кое што ти си платена и таткото да се вклучи во грижата на детето. Значи нас не плаќаат 3 пати повеќе за 24 часа за да можеме ние. И тоа имаме и поголеми ти се зголемуваат трошоците со доаѓањето на детето, а се уште нели ја зимаш истата плата, немаме некоја никаква помош сега во ведоа, можеби тоа трае повеќе последниве години, да треба да аплицираш, па да добиеш некоја помош за прво, за второ дете, ама знаејќи кои се трошоците, тоа е некаде во превод пелени за 1 месец, зависи дали имаш само едно дете дома или две или какви ти се приходите. Па еве сега со оглед дека имам второ дете, за второ дете е повисок да речеме износот, меѓутоа на вистина двата износи се незначителни. Мислам дека никој од луѓето не рачуна на државата, што е страшно. И второ, мене ми беше фрапантно како жените имаат неформални канали на комуникација за да ги дознаат овие работи. Значи, никогаш социјалните мрежи навистина покажуваат хумана димензија, зашто се користат тие групи за тие да добијат информација. Јас, например, иако на некој начин сум поврзана и го работам тоа, не знаев дека за второ дете исто така можеш да аплицираш. Потоа и општините, некои од општините имаат надоместок, не сите, и жениве си разменуваат информации преку Facebook и преку тие групи, каде е државата да обезбеди за ова, нели, некакви, мислам да има, дали ќе биде тоа линија за информирање на правата на жените, дали ќе биде некаков друг канал, меѓутоа не може сите да бидат оставени, ај ќе се информираме на Facebook. Така што и ова е фрапантно, не е само на доместокот, и милион други системски проблеми со кои што се соочуваме, за кои што ета можеби од институциите и не знаат, затоа што многу често кога работиш во институција на некој начин и не секаде, меѓутоа на некој начин имаш и можеби договор на неопределено, па имаш одредени бенефиции, без да речам пречки го поминуваш породилното. И можам да кажам дека ета се работи можеби за некаква привилегија во однос на другите жени,
кои што се соочуваат навистина со системски проблеми. И затоа, кога ќе се прават тие политики и било што, мислам, треба да бидат викнати овие групи жени да кажат вистински што им треба. Скроз си во право за Фејсбукот, затоа што од некои најбанални работи, содење на, не знам, да речеме за детето за прва контрола, некои вакцини, тоа е се во лет. Ако ти не знаеш, прашуваш другарка што другарката има бебе или отвараш по неколкуте групи што постојат на Facebook, па таму се информираш. Значи почнемо од најбанални работи. Кога детето треба да оди на рутински преглед. Ти кога ќе отидеш, ќе ти кажат и некој очекува од нели ти треба да бидеш совесен родител, да запишеш во твојот календар и да знаеш што понатаму треба да правиш за твоето дете. Не знам, ако имаш некој друг тип од проблемот на, еве, што знам не една пријателка сега брзо и се случи, незиниот гинеколог отиде во пензија пред незиниот преглед што треба да се направи 6 недели по пораѓајот и никој не ја кажа каде треба да се обрати, отиде во поликлиниката и баци врата. Значи тоа се сериозни работи кога една мајка со новороденче од 40 дена одвоила еден час во денот можеби и баш нема татко на деценијата дома во моментот и таа мајка мора да се снаоѓа и да отиде сама и бацува врата, затоа и кажуваат вашиот гинеколог е во пензија. Тоа се многу важни работи, а ние имаме почнато да ги сваќаме како нормални. Па денеска си отишол, немало, никој ќе дојдеш. Пак чекај да видам на Facebook по мајкиве, по женичкиве, ако може анонимно да не ме разберат роднините, што можам да ги разберам и тие жени, што нели сакаат дури такви работи анонимни да ги чуваат и се некако се сведува на тоа дека треба на индивидуална информираност, што не може да биде така. Еве, ќе почнам и ќе го споменам твојот случај со прекинот на работниот однос, односно на договорот на определено. Откако ти ми го кажа тоа, разговарав откако дознав нели од тебе што ти се случило во текот на твојата втора бременост, зборував со многу жени што наместо да зборуваат гласно за тоа, не би ги осудувала, секој има своја причина зашто не кажал што му се има случено, но дека е многу почесто отколку што јас како новинарка, што сум постојано меѓу луѓе и по институции, јас тоа не сум го знаела, а е многу почесто отколку што ние мислиме и повторно мајките, родителките и родителите тие проблеми за жал мора да ги решаваат на Facebook или на Instagram или кој како се снајде. Што ти се случи тебе точно не да, јас ја знам нели целата приказна, ама имаше пресврти затоа што кај нас зошто нешто би било едноставно. Да, јас исто можам да кажам дека ете на некој начин и сум била во тие привилегирани жени, ама за мене исто беше јас тоа го знам, ама сепак кога како жена, со оглед дека имаш многу варијабли, значи сега можеш да си вработена, да мислиш дека конечно се окей заради тоа што претходно си била при процес на вработување дискриминирана. Лично ми си има случајно кај што ме прашувале дали планирам семејство или дали имаш дечко за сериозно, па што работи, а во однос на сето тоа да нели го пипаат теренот, дали имаме некаква финансиска стабилност за утре. Детето во градинка ти да работиш. За утре дека може нели да стапиме во брак, да имаме деца или пак без разлика, значи во нивната глава не знам кои биле размислувањата. И конечно ги проаѓаш сите тие фази, да речеме како млада жена која што сега го почнува процесот на вработување и мислиш дека си постигнала некаква стабилност можеби и повторно те удира реалноста и ти повторно си многу назад заради тоа што си имала договорно определено како што беше во мојот случај. И одеднаш во 30-та недела од бременоста одлучуваат дека те известуваат дека нема да ти го продолжат договорот поради економски наводно причини
И не те не известуваат, муабетот беше као сега се прават нели некои проценки, па да видиме како ќе биде, ама ќе ти го продолжиме само 6 месеци за да не го изгубиш породилното. И знаеме сите дека работодавачот додека трае породилното нема никакви трошоци. И кога прашав нели зошто не 6 месеци, одговорот беше па на сите им се отприлика толку договорите, меѓутоа за мене беше многу јасно дека е 6 месеци затоа што ако ми го продолжија колку што ми траеше целото породилно, јас всушност ќе отидав на неопределено и јас ќе бев многу позаштитена со законот отколку што се жените на определено. И ова се случува од страна на работодавач, каде што одговорните лица не се од земјава, така што овој принцип на функционирање, односно системската дискриминација која што ја доживуваат бремените жени, мајките, па дури родителите кои што одлучуваат нели да се грижат за децата, на тоа лесно се навикнуваат и странците. Всушност видовме за Филимена дека и таму се работеше нели за странец работодавач кој што кога слушнал како може лесно да ја отпушти од работа, истото и го направил, што значи дека нема правила дека ти на некој начин како жена во оваа држава или во ова општество сега можеби конечно си стабилна. Не. Значи твојот идентитет со фактот што се менува, затоа што повторно стануваш бремена, можеби ќе станеш мајка, можеби ќе му биде откриена нели некаква да речеме состојба за која што ќе треба да се грижиш за детето, значи сето тоа повторно те враќа назад и ти дава една карактеристика која што може буквално да те бутне на самиот почеток и работниот однос тебе да ти биде прекинат на нехуман начин, како што и јас чувствувам дека ми се случи, особено заради тоа што секогаш сум била со препораки, со позитивни да речам мислења од страна на претпоставените. Можеби е поврзано со да речеме претходни пријави што сум ги имала, меѓутоа факт е дека ете тоа ми се случи и од тој момент до сега можам да кажам дека се соочив со многу системски недоследности, воедно и го пријавив случајот пред надлежните, па ќе се уште не знам за исходот, па ќе видиме како ќе биде, ама секако се надам дека колку толку ќе почне да се создава некаква пракса, ете пред Комисијата за заштита од дискриминација. Да, има и прва позитивно мислење. Сега што е интересното? Интересното е дека и претходно се имаат водено судски постапки. Да, има и еден добиен, мислам, 2016 или 17 баш за жена што беше на определено. Тоа е првиот и единствениот каде што има жената добиено. Да, првиот и единствениот. Останатите не дека се немаат водено и други случаи, меѓутоа судот толку ригидно, судиите толку ригидно го гледаат законот дека ако си на определено, буквално не треба ни да ти известат. Не, дискриминацијата значи дека дури да си на определено, треба да се видат елементите зошто не ти бил продолжен договорот. А они не навлегуваат во тој аспект, за разлика од комисијата која што сега навлезе. Јас се надам дека жената од тој случај ќе поведе и судска постапка, а сега судот има например и можност комисијата да ја викне за пријател на судот ако не знае. Да ја викне и да комисијата ја објасни дека не е окей, ваков е законот, на определено договорот истекува, меѓутоа треба да се видат аспектите зошто не е продолжен тој договор. И ако е поврзан со било која основа за дискриминација, тогаш треба да биде утврдена дискриминација, затоа што да се разбераме. Ние можеме да се правиме силни, како и повеќето жени нели што се прават, меѓутоа мене лично можам да кажам дека ми влијаеше, особено кога пред да се породам, например за прв пат почувствував паничен напад,
кога сосема ми се затвори мејлот и буквално еден цел свет што јас претходно сум го имала, затоа што нели премногу ми значи си ја сакам работата, за мене се затвори и јас буквално доживеав паничен напад. Утре дента истото го доживеав додека бев на ЦТГ. Ти влијаеше ли тоа на бременост? Мислам, таквиот шок влијаеше ли, не знам, на некој начин на бременоста, затоа што познавам исто познаничка една која тој влијаело баш на бременоста, па потоа вадела боловање за патолошка бременост, морала да мирува, што мислам дека прво што вршат на секоја ниво дискриминација, нели цитирајќи го законот за работни односи, ти си неопределена, тука сме ние чисти како работодавач, кој те шиша, сега ти си бремена, не ни требаш веќе, па мисли моја, ама тоа и сериозно толкавата количина на стрес може да влие и да ја закомплицира бременоста. Се соочи ли ти со нешто такво? Апсолутно може. Јас не можам да тврдам дека беше резултат на тоа што ми се случи. Меѓутоа, после информацијата која што ја добив, заради тоа што јас побарав да бидам информирана нели за договорот, пошто никој ништо не ми збори, а мене ми истекува договорот баш кога треба да го остварам правото на породилно и сето тоа е притисок нели за една жена. И ако си ти во организација или во фирма која што навистина се грижи за вработените, нема ти да побараш, туку веќе тоа ќе биде нели договорено и ќе бидеш информирана. Меѓутоа во мојот случај нели не беше така, а мислам дека и ретко се случува некој толку многу да се грижи за една бремена жена, ама се надевам дека се случува и мило ми е ако тоа некој така го доживеал. Како и да е, јас побарав да бидам информирана и во периодот додека чекав, што е значи рокот 10 дена, навистина бев под голем притисок. Не за друго, заради тоа што јас веќе стигнував во поодмината бременост, да бев информирана и порано, можеби на друг начин ќе можев да реагирам и така натаму, меѓутоа не. Во тие 10 дена додека чекав, осетив дека имам како мали болки, отидов на доктор и ми беше утврдено дека ми се скратил цервиксот. Сепак тоа ми се случи првиот пат, што не можам да тврдам дека дали ми е од конкретниот стрес, меѓутоа моментот свет ти се срушува, една по друга лоши работи се случуваат. Апсолутно, јас уште чекам, што значи дека може докторот вика дека особено стрес влијае на скратување на цервикс, а тоа значи дека цервиксот се смалува, односно бебето е како полека сака да искочи и буквално кога бев информирана дека само за 6 месеци ќе ми биде проложен договорот, само за да го искористам породилно, без да ми биде дадена посебна причина зошто тоа се случува, јас утре дента морав да заминам на како мини зафат, односно да ми направат црклаж. И повторно, тоа беше во 30-та недела, кај нас во држава има само еден, да речам, доктор, кој што го прави тоа во поодмината бременост и се наоѓа нормално во приватна болница, така што јас и на дополнителен трошок бев изложена. Во моментот кога веќе не работиш. Да, така што многу интересно, исто зошто јас претходно, дека спомнав пријави, всушност јас претходно се борев приватното осигурување кај нас, а и во многу други држави, не покрива трошоци за време на бременост и породилно, односно има како период кога што ти треба да го да помине, за да ти можеш како бремена жена. Тоа претходно пред да останеш бремена ви известува некој? Па не, јас кога почнав да се борам, воопшто не ни бев бремена, не размислував на бременост. Имавме ние друга бремена жена. Дали кога знаеш веќе дека имаш, да речеме, приватно осигурување, дали некој те известува во пакетот, следува, да речеме? Да, те известуваат, меѓутоа мислам дека и тоа на некој начин треба да се реши, да се регулира, да имаш ти можност
ако планираш бременост да платиш повеќе, меѓутоа повторно да бидеш осигурана. Како и да е, значи јас пак ќе кажам, многу жени не можат да си дозволат, ако им се случи такво нешто, не можат да си дозволат таков зафат. Јас можев да го дозволам, меѓутоа само замислувам што се случува, каков шок им се случува на сите жени кои ќе им кажат дека нема да им биде проложен договорот, им се случува вакво нешто и всушност секој ден буквално размислуваат на тоа и стануваат кога ќе видат дека нели уште еден ден плюс го носеле детето, за нив е голема добивка, меѓутоа и притисокот што го трпат, мислам дека потоа може да резултира и со многу посериозни проблеми. Јас доживеав тоа што го доживеав, ми се случи само 2 пати и потоа нели многу сум срекна дека понатаму не ми се случуваше. Меѓутоа дека сметам дека ми се случи неправда и затоа сакам да го терам ова до некаков крај, тоа дефинитивно, не само заради себе, туку и за сите жени што ова им се случува. Истото, не са малку, всушност се многу, а и многу е лошо што државата и другиве нема анализа на тоа на колку жени всушност ова им се има случано, да речеме, во изминативе 5 години. Од кога треба да се смени законот за работни односи, а не се менува. Во моментов мислам дека до 5 години можеш да си на договор на определено, што е премногу. Од еден работен век. Во однос на другите закони во другите држави, ова е еден од најдолгите периоди колку некој може да биде на определено. Заради тоа што идејата на договорот на определено е ти да вршиш одредена работа на определено време. Да, која што е за определено, значи да не си ти можеби која што е ад хок во определен ентитет. И можеби да е некој начин на прилагодување ново работно место. Нели? Да. Треба да се дообучиш, работиш, тоа би било во ред да е најмногу 12 месеци, што и тоа е дури многу, но да се 2 договори. Ама ти веќе после 1-2 години, па значи твојата работа не е за ад хок. Значи ти веќе си потребен, односно потребна во определен тим, во определена организација, во определена структура, што значи дека воопшто нема логика. И тоа што законот, мислам дека и повеќе од 5 години не се менува, е само индикатор колку ова им одговара на работодавачите. Така што мислам дека не успева државата да се спротивстави на тој капиталистички притисок. Види некои работат и многу повеќе од 5 години, затоа што можеш да бидеш 5 години, па ги одјавуваат, па ќе те пријават пак. Значи познавам многу и многу случаи, затоа што бев дел нели и се уште сум од синдикатот на новинари и медиумски работници, каде што газдите, ќе ги речам газди, а не работодавачи, затоа што се однесуваат така, ќе бидеш пријавен 7, да речеме 7-8 пати така, додека стаса нели до 5 години, па ќе те стават на хонорарен договор, па ќе те вратат пак и тоа се оди од почеток, и секако дека влева една несигурност дали утре ако тебе ти истекува нели договорот на определено, тебе на некој ќе му текне да те отпушти од работа, особено ако си жена која е бремена. Да, јас сум фрапирана на колку всушност жени новинарки ова им се има случајно. И на луѓе од граѓанскиот сектор, а ние зборуваме постојано. Да, и на луѓе од граѓанскиот сектор, со тоа што мислам дека граѓанскиот сектор колку толку во изминативе години почна да ги решава тие, ги регулираше тие работи, меѓутоа не сите организации, се уште и таму има хонорарно што работат, а работат со години. Меѓутоа има и луѓе кои што, да речеме, се ангажираат на определен проект, пошто тоа нели
на проект, па намерно ќе се направи пауза, па од почеток значи се наоѓаат сите начини, не само мислам и приватниот сектор посебно како таа клаузула, па оние преку агенција за привремени вработувања, тие што институции ги измислија луѓено на месец дена што потпишуваат договори, посебно жените, сите начини се најдоа. И тоа од 5 години како да се изигра, и ти имаш луѓе што си уште и по не знам колку години искуство и работа, они имаат или па немаат стаж, или си уште се на некаков договор на определено. Законот, нели, што се предлага или предлагаше, пошто не знам веќе дали се предлага, пошто секоја година имаме, оваа година ќе биде донесен, нели требаше ова конечно да го реши. Ама не мора да биде со новиот закон. Ако вистински ова сакаат да го решат, може само, значи, со предлог амандмани, нека го решат првенствено ова, па после ти менувај го целиот закон. Ама тоа не се случи. Така што за мене само имам чувство дека никогаш нема да се случи. Па нема, мислам, затоа што секогаш од јануари, од јуни, јас не знам дали е стапен во сила и законот, нели, за должината на што е дел исто, нели, од истиот закон, за должината на породилното отсуство. Почна жени да имаат породилно отсуство што е 12 месеци, се е некако нејасно. Некако сега ми се чини дека од башени такви многу важни работи се исфрлени оние што би требало да седат на иста маса и да кројат измени на закон. Јас колку што знам, невладините во таа работна група од законот не се веќе дел, така е. Мислам дека нема ни логика веќе заради тоа што се што требаше да биде направено и внесено, значи сите претходни иницијативи напишано на хартија. Напишано е, значи сега законот само треба да биде изгласан. А иначе нема според мене измени на 9 месеци, значи 9 месеци си е породилното отсуство. Предлогот е таму да се даде дел, односно на таткото, некако сега да мајката потпиша дека мора да оди на работа, па за таткото да го земе. Ако не работи, ќе си го чува. Породилното, па и да не работи или да види, мажите реално, ако збориме, се пофлексибилни на работа и го немаат тој притисок. Ние го имаме притисокот дека посебно ако ти се погодила работата, дека мораш да се вратиш на работа, дека можеби некој ќе ти го земе работното место, што еве се случува, дека можеби ќе те нема толку време, па може нема да ти дадат толку работа потоа, па кој ќе ти ги води сега, нели, дали добро ќе бидат сработени работите за утре да случајно не ти згасне работното место. А мажите сам нека си кажат, меѓутоа до што го чувствувам е дека сепак не се до толку загрижени, затоа што секако за нив има простор на пазарот на трудот. Кај за нас е малце помало. Мене ми го имаат тоа кажано. Јас бев на работно интервју, каде што ме интервјуира, нели, двајца мажи, и со кои разговаравме дека една од колешките сега во моментот оди на породилно, ќе има место за уште еден во тимот, можеби тебе ќе ти вклучиме во другиот проект, затоа што знаеш како е, она ќе се врати на работа, па детето се разболело, детето тргнало во градинка, ќе оди она. И веднаш потоа има прашање од типот на а дали си ти окей со известување за маргинализирани заедници, за други заедници во државата, и јас бев како цела зачудени како само што во моментот вие ме дискриминиравте, не само мене, и колешката кажувајќи дека можеби јас ќе го земам местото, затоа што таа е сега мајка, па кога ќе се врати на работа ќе нема време да работи, ќе треба да си го носи детето во градинка. Што е многу страшно и што имам слушнато од многу жени, па некогаш и јас не сум знаела и не сум мислела дека на тој начин некој ме дискриминира, кога ќе ме праша планираш ли да се мажеш и да имаш деца. Да, а мене лично, пошто сум го доживеала тоа,
многу ме погоди. Значи во моментот се почувствував, сам веќе завршував факултет, се почувствував као дали се ова што јас до сега толку се трудев, зашто стварно и си го сакав факултетот, и имав, се борев за добри оценки, сето тоа, за да знам, и на крај доаѓаш на интервју, и тебе те прашуваат што работи дечко ти, дали планираш семејство, и буквално на ти пај вода ти да сега скроз све што до сега си направила, целиот твој труд, и ова, и пак ќе кажам, и повторно мислиш дека конечно нешто, нели себе си се обезбедила на некаков начин, и твојот, со оглед на менувањето на твојот идентитет како мајка, па сега уште на две, тебе те туркаат назад и ти викаат сори, ама едноставно сега веќе нема толку простор и ти стануваш поранлива, затоа што се разбираме. Кај нас си уште се врши притисок, ние да станеме, нели општеството ни врши притисок да станеме мајки, на кого успева тој притисок, на кого не успева, меѓутоа во голем дел успева, а потоа тебе буквално те ставаат на колена и те оставаат сама. Значи на колена си, не од аспект буквално да и за поддршка, да бараш поддршка, во однос на вработување, во однос на работничките права, во однос дури на остварување на породилното отсуство, кога ќе пораснат, ако сакаш да се вратиш, ако можеш да се вратиш на работа, ако имаш каде да се вратиш, потоа во однос на, да речеме, чување на децата и со оглед градинките во каква состојба се. Децата многу често се разболуваат, и затоа аз верувам дека и тоа тебе што ти се случило е само олицетворение на тоа вистински системот после како не гледа. Значи те бодри, ти вика супер, ајде стани мајка, и после ти вика баш не ме интересираш, едноставно, не само системот, општеството, можам да кажам, едноставно веќе ти не си продуктивна. Се чувствуваш ли, како да го најдам вистинскиот збор, исклучена за многу работи? Затоа што јас лично увидов, па и додека бев веќе бремена во поодмината бременост и од кога се породив, дека сум некако од сите случувања, па дури од пазарот на трудот и од се некако исклучена, исечена. Као сега луѓето знаат дека Теодора има бебе дома што има 3 месеци, па некаде каде што ние ќе се собереме сите, сега не зборам за оној најблизо круг на пријатели, дека баш не мора да те викнеме затоа што ти сигурно не би и дошла. Ако сега се отвори работно место за кое јас мислам дека Теодора е вистинската личност, нели, што ќе го потполни тоа работно место, ама што ќе ми е сега кога е уште на породилна, а после уште година-две нема да биде доставна. Ти си имали случајно баш буквално да се почувствуваш сама и дека си исклучена? Не зборам од институциите, тоа и повеќе од јасно дека од старт за се сме исклучени, дискриминирани и обесправени и се од институциите, но од самите луѓе, од самите кругови околу тебе. Дефинитивно да, заради тоа што ми се случило и од контекст на работа, да, ете сега, дека перцепцијата дека нема да бидам толку активна, па не морам сега секаде да бидам викната. Иако морам да признам дека со Гаја, значи првата кирка, беше во време корона. А можеш да замислиш тогаш колку бевме исклучени, мислам буквално, и колку јас бев исклучена. Сите со бебиња и деца во корона. Да, секоја честина тие и со повозрасни деца, особено тие што идеа во училиште. И истото се повторува и сега, посебно нели ако имаш и 2 деца, перцепцијата е па не можеш да стигнеш, социјален живот, секако култура нема многу мрдање, она нема да може и така натаму. Не сите се расположени да ги донесеш и децата, нели кога се искача, едноставно можеби ти сакаш да си даеш оддишка,
меѓутоа има многу апсолутно аспекти каде што луѓето без да те прашаат те исклучуваат. Мислам само единствено што е позитивно е што е ова, дека ние почнавме да се здружуваме меѓу нас. И мислам дека таа форма на здружување мора да се негува, заради тоа што, например, во држава ние си уште немаме вистинска grassroot организација која што доаѓа од мајки, односно од родители, да биде формирана за унапредување на правата, да има и правна помош, да има информација некаква. Една линија со некој што ќе седи само со тефтер пред него и ќе ти одговори на сите прашања, наместо групата на Facebook во која се сите мајки. Така што тој само покажува дека тој начин на организирање сега еволуира. И тоа е многу позитивно, така што јас тука ја гледам позитивната страна, затоа што мајкиве пополека сваќаат дека се исклучени, другите што немаат деца реално не го почувствувале тоа, можеби ниту можат да одговорат, ниту па сакаат. И мислам дека ова што се случува е прекрасно. Почнува со Facebook, меѓутоа сега веќе оди во друга насока која што треба да се развие дефинитивно. И мислам дека ева, например, последно што ми се случи со фондот за здравствено осигурување, добив информација, прво информацијата нели дека сум одјавена и всушност дека ти кога ќе те одјават, односно не ти го продолжуваат договорот, го губи здравственото осигурување. Јас во мојот изгледа мозок, што изгледа има некоја скандинавска нишка од аспект на човековите права како треба да се остваруваат. Сметав дека кога жена што е нели на породилно отсуство ќе остане, нема да го продолжат договорот или пак ќе замисли отказ ќе добие, пошто и тоа се случува. Системот по дефолт те префрла да ти имаш здравствено осигурување од државата, меѓутоа не е. На доктор дознав дека веќе немам здравствено осигурување. Како и повеќето што имаат дознаено. Како и повеќето. Потоа испаѓа дека освен тоа што го губиш здравственото осигурување, системот е така направен да тебе те изфрли и како жена која што треба да приме надомест од државата по основ на породилно отсуство, така што за ова прв пат дознав сега, а на многу жени им се случило. И како го реши? И тие не реагирале. И јас го решив на начин што јас бев цела сега. Прво го дознав додека бев на одмор, потоа кога се вратив, значи се јавив во фондот и бев спремна целата, нели, да се расправам, пошто тргнуваш од стар дека нема треба да се работата. Да, дека нема да ја биде работата, дека ти сега ќе се објаснуваш и јас бев целата спремна и реков прво ќе одам со добро, а потоа нели ќе продолжам и со аргументации, со повишувањето во мојата глава, дури и со прес пред фондот за здравство, ама за големо изненадување работата се реши во 3 минути, со тоа што системот всушност по дефолт ги изфрла оние кои што веќе не се осигурани лица, што значи дека може да се случи на некој што е на боловање. И тоа беше објаснувањето што го доби? Да, тоа објаснување го добив, а и од тоа што им се случило и на други жени, што значи дека и овие софтвери кога се прават, ги прават луѓе кои што можеби немале можност да, зашто самиот софтвер треба да биде прилагоден, а реално се е можно во IT технологијата, ама битно е кој го прави, на што мисли кога го прави тој софтвер, ти ако се случи да те одјават и ако останеш без осигурување, системот веднаш да те префрли, да може по дефолт да имаш здравствено од страна на државата и да не те изфрли од системот за ти да можеш да имаш надомест поднос на породилно отсуство. Јас тоа го решив за 3 минути, меѓутоа јас искомуницирав со
други жени кои што не успеале така да го решат, туку морале да фаќаат врски, па 3 до 4 месеци чекале да бидат вратени во системот, во тој период останувајќи без надоместок. Јас најискрено имав среќа, на никого едноставно се јавив на тој број кој што е од фондот, ми дадоа некаков друг број, дури жената беше на одмор, па се заложи да се јави, така некако стварно се реши сето тоа за 3 минути. Меѓутоа не треба да се остава на среќа. Јас сум имала среќа, ама некој друг немал, туку треба тоа да си биде решено за ние дополнително, да не се вознемируваме секој пат дека некое ново право кога ќе доцни исплатата, секогаш на си најлошо ти текнува. Да. Така што може да ги сватам, дури иако не го поддржувам тоа, и луѓето што бркаат врски за да завршат работа, затоа што ти си викаш, па јас ако се јавам, нормално на повеќето семејства во Македонија, тоа им е еден од двата приходи во семејството ако живеат во семејство со партнер или со партнерка, тоа им е поголем дел од приходот што го имаат во месецот и си велат подобро јас ќе си фатам врски и наредниот месец на 10 јас ќе земам пари отколку сега да бркам правди назад. И тоа е многу лошо, но можам да го сватам и оној момент кога ти зависиш само од тие пари, а еве си завршила за 3 минути, можеби и други жени завршиле така и може и ќе завршат, ќе го видат проблемот на истиот начин, ама поучени дека скоро ништо не функционира, сика да јас да завршам и наредниот месец да имам пари за сметките и за јадење, па ова другово не е важно. Затоа спомна и тие многу битно што и се здружувам, иако се почнува и така можеби наивно и неформално и се, ама сметам дека ти во моментот кога ќе станеш мајка, сваќаш колку многу работи ти требаат, а ги немаш. Да. Што не сум ни помислила дека толку многу информации и толку многу работи ќе ми требаат и дека јас ќе мора као да сме пред 200 години, па сега од уво на уво, од колено на колено ќе си пренесуваме работи за да може да функционираме нормално. Да. Ги спомена паничните напади. Јас слична таква ситуација ми се случи во К-маркет, каде што во толку голема гужва на каса, во толку топла во продавницата, а ти си на хормони, па дури во февруари месец се препутуваш, да јас избегав, ја оставив количката и избегав затоа што мислев дека ќе се угушам. Делот тие работи се секако предизвикани од хормоните, од дисбалансот на хормоните кој се уште го имаш. Сега ова зборам како медицинско лице што го имаш па 6 месеци до година, некои жени и повеќе, но дел е баш и од тој целиот притисок што го чувствуваш. Значи, мене од дењето до продавница да купам за детето нешто или самата да си купам за себе нешто ми беше као не знам каде да ми на Мед Гала сум отишла и од целиот притисок дека ти како жена треба да седиш до 40 дена дома, иако не верувам во такви работи, но не може кога толку години ти го зборат некаде длабоко да не го попримиш. Јас имав паничен напад во маркет, каде што избегав од маркетот, буквално се оставајќи количката и викам јас ќе умрам тука, толку е. За после кога сега пред некое време кога напишав статус за родилката што почина од ГАК, што си го одзеде животот, да добив коментари од типот дека па имате на клиника, има каде, тоа не ти го кажува никој. Можеби тие мои панични напади се појавиле постпартум, но кај многу жени се јавуваат и во самата бременост. Ако самиот не знаеш или не побараш, тебе ниту матичниот гинеколог, ниту онаму каде што ќе се пореѓаш во родилиштето, никој не ти кажува. А имаше коментари од типот, прекинав и да ги читам, ама еден ми остави баш такав печаток, па ако не те боли, не сте мајки, извичници и уште требаше некој да каже да умрете. А имаше 20-30 приказни баш трогателни за каков третман имале жени, како поминале. И некако како да не збориме за тоа, како да е се нормално од хормоните тие. Баш со баба ми зборував за тоа, порано викале да не излегува надвор жената првите 40 дена, само вилите да не направат ништо, а жените имале постпородилна депресија па се давеле по реки. Не биле самовили,
има диагноза за што Да, се соочуваат да. жените и се вика постпородилна депресија. Каков е твојот, не знам, впечаток? Мислиш ли дека се зборува? Мислам дека воопшто не се зборува и пред некое време прочитав, па сега ајде дека почна да се зборува, па сега им правиме влијание на жениве негативно, демек дека ќе се создадат самите постпородилна депресија. Значи, ова го кажувам од аспект дека до толку сме неедуцирани. Дека сам се прави психијатар. Дека сам си ќе си Се ти е направи до главата. Да, се ти е до главата, ама значи дека и ова жени го кажува. Значи дека до толку сме неедуцирани всушност за постпородилна депресија. И да, имало еден психолог на ГАК, јас колку што знам, дека е еден, односно една, меѓутоа тоа не е доволно. И не знаеме дека постои. Да, ја не знаев дека Кога ќе постои. отидеш на гинеколог, никој не ти кажува, окей, треба да направиш бриз, да провериш дали имаш скриен дијабет, и ако имаш проблеми, имаш горе на клиника психијатар со кој можеш да разговараш. Тоа не ти го кажува никој. Ако јадеш многу, а сикаш ќе се здебелам, тика, трудна си. Ако не ти ја добро и плачеш, никој не, можеби не помислува дека ти ќе развиеш постпородилна депресија, остаја хормоните и се такви. Па тоа, ги спомнах хормоните и сите се на хормоните препишуваат, а и ние самите сме навикнати на хормоните си да си препишаме. Меѓутоа, треба да почне едукација сериозна и не само со линијата за информации, треба да се има линија исто така за жени кои што имаат пристап до психолог. Да, еве на пример за жртвите на насилство се прават, нели, има и меѓународни стандарди и сето тоа, меѓутоа гледаме ова посебно изминатава година видовме енормни прекршувања на знаци за помош на бремените жени и на мајките. Мислам дека ваков сигнал од моментот, всушност и ние како се поврзавме, ако ти текнува колку месеци каснеше фондот, па ти ми пиша дај да правиме нешто, не бива. Со исплатата на доместокот, ние секогаш нормално сме на крајот, до самоубиствата што се случија од страна на жени родилки, мислам дека е јасен сигнал дека ова мора итно нешто да се превземе и да се направи. И јас лично не сум стручно лице за постпородилна депресија, стварно сум имала среќа да не ми се случи, освен ето ова што го спомнам, што не еволуираше во постпородилна депресија, меѓутоа и самите панични напади можат да бидат индикатори понатаму да преминат во нешто многу посериозно. И затоа мислам дека треба да почнат и стручни лица ова конкретно да работат со жени, да има фокус групи, ти како што кажуваш, исто како што за се има проверка, да се има проверка и за психолошкото здравје на жената, затоа што реално на гинекологот може да не се утвори. Меѓутоа, ако некој со стручен, гинекологот не е ни стручен, со стручен пристап, можеби некој ќе почне да сака да разговара и така натаму, затоа си има стручни лица, така што мислам дека треба да почне информацијата, меѓутоа и посериозната поддршка во овој дел обавезно. И ето тоа го знам за клиника дека има еден, а во приватните болници колку што знам нема ниту еден. Ова го кажам затоа што многу жени веќе се породуваат во приватните болници поради лошите услови нели на ГАК. Пред некој ден слушнав дека можеби се самоубила и самото породување на ГАК сигурно негативно и влијаело и придонело за ако ја имала состојбата таа и да и се влоши од тамошните услови. Така што жените така го перцепираат ГАК како некако да си казнат што таму ќе се породи, што значи дека и тоа мора да се промени, иако мислам дека има некое крило што било како подобро, меѓутоа колку жени имаат пристап до тоа и колку какав е тој капацитет. Но тоа почнува и од самите доктори. Например, на првиот
прес кога излезе веста дека жена се обидела да си го одзеде животот, кога беше на интензивна нега, еден од првите коментари баш на директорката на таа болница беше дека па не икела да го дои, тоа е нормално. Што е нормално, не е дека е доењето најубавата најубавата работа на светот, не е ли убаво на одмор на Мајорка да отидеш? Ете, тоа е може убава работа од да доиш дете, особено кога се те боли само што си се породила. Ама работата што првине тоа многу опасна изјава, а друга работа доколку некоја жена во првите денови, особено додека е под ваш надзор, сега така нешто беше да не нагаѓам, да не шпекулирам, рекла дека не сака да дојде да го држи детето, може би било вистинското време да се вклучи алармот, иди се помогне на жената, може би немало да ескалира толку ситуацијата, сега веќе се случило, е само жално што згасна еден млад живот, но некако како и самите луѓе, имам особено таков впечаток дека не е само тука, читајќи и познавајќи искуство и од Балканов, самите луѓе што работат во такви институции, не сите, ма како повеќето од нив да се оперирани од емпатија. Не си прва што раѓаш, зашто се жалиш, зашто викаш, не се дери, па од приказни дека жени биле оставани сами на бокс по 5 часа да седат, затоа што тоа така било нормално. Баба ти се пораѓала на нива, од 10 родени деца и умирале 5 во првите 3 години, ама сега ти имаш болница зашто се жалиш. Дефинитивно го имаме изгубено и аспектот на хуманост и аспектот на солидарност. И затоа сите овие примери, ета преска кажавме, жениве почнуваат да постираат анонимно. Порано немаше таква опција на Facebook, никој не ја користеше, ама сега пошто постои, сите постираат анонимно. Зошто? Ниту треба да се судат, затоа што тие самите тие се плашат од осуда. Дека некој ќе им замери семејството, ќе прочита што... Па да, и на многу објави пишува така, пишувам анонимно, затоа што има многу блиски во групава. Потоа, жениве фаќаат врски да си ги остварат правата. И тоа е, системот те бутка тебе. Па едноставно, знај се како знаеш. Да, затоа што ти имаш милион примери кога претходно си сакала да си го оствариш најрегуларно своето право кое што ти било прекршено или да добиеш само информација и ти на некаков начин си била одбиена, си била вознемирувана заради тоа што има безброј примери каде што ти се дират по институциите, ти трескаат врата, и слично, и сега кога тебе економската екзистенција ти е во прашање, со само што родено дете, апсолутно ти ќе бараш начини како најбрзо да го оствариш тоа право. А исто така знаеме дека корупцијата и во болниците е многу висока. Така што сите овие аспекти само ми се индикатор дека овој систем ги прави луѓето само индивидуално да гледаат да бидат обезбедени и ако може за тоа да не се сподели, за случајно на некој начин да не ти биде реотворен твојот случај или некој да ти замори, па сега... Да се заштитиш. Да се заштитиш и така што овие аспекти, хуманост, солидарност, емпатија, апсолутно ги имаме изгубено. Еве за мене, затоа што барав да видам други случаи на жени, еве вака што пријавиле, што кренеле галама, не можев да најдам. Значи, како е можно ова да им се случило на милион жени, тебе да ти исклучат од системот и ти да немаш надоместок и жените пишуваат неколку месеци не сум добила породилна, тие всушност биле изфрлени, нема ни да добијат породилна. А не ни знаат. Да, не ни знаат, не се ни јавиле. И мислам дека тоа треба да се врати, пак ќе кажам, еве преку вакво здружување, преку зборување, ако се почнат некакви сервиси подобри да се нудат, апсолутно тука ја гледам и улогата на граѓанскиот сектор, затоа што секогаш повеќе давале, да речам, подобри сервиси давале од страна на државата, имале похуман, поемпатичен пристап, меѓутоа тоа мора институционално да се среди секако. Ама тие сервиси во граѓанскиот сектор одсуствуваат. Да, имаат и заменувано што институциите требало да работат. Да, ама конкретно за бремениве жени, за
родилки, за мајки, за родители генерално. Значи нема некои посебни канали на помош. И мислам дека ова треба да биде приоритет. Дали ти да речеме, споменав и јас дека немав сватено колку работи ми требаат и колку работи требаат на една мајка пред да стана мајка. Имаше ли ти таков некој шамар од реалноста, го зборевме дека си оставена сама на себе, колку тебе како жена те смени мајчинството? Не само за овие работи кога ние имаме препреки, потешкоти и секој ден е борба поради тоа што такво ни е општеството, но колку тебе те смени мајчинството како личност? Многу ме смени, мислам дека многу ме смени на подобро. Не знам дали на подобро, едноставно вистински ме смени од аспект дека претходно ги гледав некако поцрно-бело работите. Сега сватив дека има многу други, има доста важни работи, посебно споредано со работата. И во принципот секогаш сум била човек што сака да помогне и да се здружи и да крене галама. Ама сега мислам дека ова треба да биде лично за мене приоритет. Јас стварно имам да речеме многу помош од страна на партнерот, како што би рекле другите. Си се снашла, ама не е тоа помош. Ние навистина сме еднакво распределени. И тоа ми остава мене простор да можам да бидам активна и да можам да функционирам и да придонесувам онаму каде што сакам. Други жени не само што не може да се замисли дека еднакво се распределени обврските, не може да се замисли од аспект на помош, него на вистина се оставени сами на себе. И заради тоа не може да се очекува дека тие сега ќе бидат и активистки или ќе се залагаат за правата на мајките, на родилките и така натаму. Тие единствено гледаат да го преживеат денот. Па понатаму и другото. И заради тоа мислам дека ние вака што се снајдовме, дека треба на некаков начин за другиве жени да направиме малце подобро, да имаат некаква подршка. Па и во тоа и суштината на солидарноста, нели? Би требало секој што може да прави работи и да помогне на оние што не се во можност. А во случајов тоа не е мала бројка на колку жени во Македонија, па и секаде во светот, ама ева зборуваме само за Македонија, се мајки, нели, повеќето можеби и немаат време. Не мислам дека постои некој што нема желба, што би сакал лично да си помогне па понатака и на другите, но кога единствената цел само во денот ти е да преживееш, да си легнеш вечер или тој еден час што ќе ти остане да погледаш нешто на телевизија, да поскролаш на телефонот и тоа е тоа. Спомена дека си ги видела нијансите откако нели се станата мајка. Јас не мислев дека јас во животот ќе станам организирана личност и дека нема се да биде нели денеска станав, одам на работа, ми е гајле што ќе правам, што е добра работа за луѓе што се како мене, морам да признам и пред ти да дојдеш пак во последен момент се правеше се, ама е многу долго време планирам подкастот и целата организација, така што тоа е еден аспект на дека поинаку си го вреднуваш времето, а вака како листови што не треба во есен паѓаат работи што не се приоритетни, е една прекрасна работа. Да. Не знам дали и тебе ти си има истото случајно, но например нели низ годините се тесне обрачот на пријатели, на познаници, на се сега е толку најтесен на светот и всушност сваќаш дека тоа се луѓето што секогаш тука били треба да останат. Да, а во исто време наоѓаш други пријателства и се отвараат други светови и тоа е се позитивно заради тоа што ти си се сменила и веќе некаков начин нешто друго ти е потребно и за мене тоа е сосема нормално. Единствено што, например, во однос на организираноста, не сум се уште, да речеме, до толку организирана, ама дефинитивно
повеќе од претходно, само секогаш си мислам цело време, посебно сега кога имам второ дете, што прават самохраните родители, односно пошто поголем процент са мајки, и секој ден си викам, секоја чест за овие жени. Заради тоа што едноставно не знам како постигнуваат за да не си еднакво распределен со врските со уште еден човек е на вистина работа само по себе. И затоа мислам дека е време ние да бараме да биде ова на некој начин и платено од страна на државата, прво да биде платено и породилното отсуство и за жени што не биле вработени, да имаш ти на доместок поднос на невработеност, без да зависи дали претходно си работела или не, со самото тоа што се грижиш за децата, се додека не се создаде толку добар систем на поддршка, кај што ти ќе можеш безгрижно да одиш на работа и да знаеш дека нели за децава има кој да се грижи, посебно во однос на самохраните родителки. Јас гледав пред неколку дена едно видео дека во Јапонија имаат мислам дека името им беше постпартум ненис. И тебе државата, значи тоа е се бесплатно. Значи, она што кај нас улогата на баба и на свекрва. Ако ја имаш. Ако имаш кој да ти помага. Ова државата ти назначува нени, односно дадилка, која во првите 40 дена ти помага нели околу спремањето, бањањето на детето, ти можеш на рад да поспиеш некој час, ти готви, односно нели кај нас замената на баба и на свекрва со тоа што не ти кажува што треба да му правиш на детето, туку е тука да ти биде само поддршка за ти да можеш тие 40 дена што според мене на вистина се најлоши исти едно големо бунило, да можеш да ги преживееш. Значи, они имаат отидено дотаму, што сега ние збориме како да не бркаат од работа ако сме бремени, дека имаш дадилка која 40 дена ти готви, или ќе преживееме и дома ако не е се готвено, ама после операција, особено после пораѓање, особено после царски рез, на вистина е убаво кога има кој да ти готви и да ти помогне да го избањаш детето. Кај што буквално не можеш да станеш од кривата, се очекува дека ти ќе бидеш целосно функционална. Не се очекува, него буквално се бара, затоа што едноставно мора се грижиш за детето. Не го знаев ова, прекрасно звучи, па и за тоа плюс да се бориме. Тоа е минимум што се очекува, особено нели оној притисок дека многу од жените не можат ни да дојат и имаат израснато и деца и без доење и се, и тоа е сосема во ред, но и тој притисок околу кафе дека по секоја цена мора да се дои, фитнес мамички, ајде, немам ништо против ако некој добро изгледа, јас ако уште не сум ослабена, не се криви другите, туку форсирањето се дека треба да му биде во еден кош каде што се ќе биде перфектно, каде што ти ќе изгледаш убаво, ќе го доиш детето, така само ќе се конектирате, инаку нема да го сакаш детето ако не го доиш тоа. Мислам дека ствара особено сега толкав притисок, што поради тоа и многу жени се откажуваат и од доењето и не може да дојат, затоа што да речеме, или и да си се породила природно и да си имала царски рез, никој човече не те прашува дали си добра, што правиш, како ти е нели партнерот, сопругот, а доиш, а цицате, како дали цицаме, двајца дали цицаме. И тоа одење во множина е исто многу интересно. За доењето има голем притисок и не можам да се служам дека сега жените мислам дека сакаат да дојат и самите се прават притисок дека морам да дојам. И тоа ако не се случи, со оглед на ние не може да се споредуваме во минатото. Стварно не сум експертка за доење. Има жени што навистина помагаат, ама и тие треба да се платат. Значи не е дека се обезбедени од државата. Има некои курсеви што се пред пораѓајот, ама после тоа ако сакаш
да ти помогнат колку ја што знам, значи тие се плаќаат. Меѓутоа, сакам да кажам дека не може да се споредуваме кога кажеш не може да нема млеко, мора да има млеко, само не цица не влече доволно. Прво што да направам сега јас ако не влече, значи што можам ја да му направам на бебео. Втора работа е што не можам да се служам дека сите имаат млеко и во минатото, значи нашите баби, еве конкретно на баба ми две деца имаат умрено заради тоа што не можела да ги Не биле нахранети. Да, не биле нахранети. Им давале оризово млеко и така натаму, па почнале или одма со Кравио, со козио, кравио, кој што козио има. и така биле многу поопуштени отколку што сме ние сега. Ма се очекувало од нив да бидат се очекувало од нив да бидат само мајки. Да. Сега кога некој ќе каже па еве прават ремейкови на Снежана од 1930 дека нема да биде домакинка, ние не можеме да ја смениме историјата, па така нашите баби и прабаби додека нивните мажи биле на ниви, требало да направат зелник, да раѓаат деца, да ги чуваат и да ги дојат и од жената не се очекувало ништо друго. Да, во рета што постоеле жени и тогаш и понатаму што биле борбени, па ние колку толку сме стасани сега каде што сме, но пред 100 години од жените се очекувало да бидат само мајки. Сега луѓето очекуваат од себе, па и самата од себе очекуваш дека треба да работиш, сакаш да бидеш мајка, да имаш повеќе идентитети затоа што зошто можеш да бидеш само едно нешто. Да имаш социјален живот, да работиш, да имаш дете, супер. да нормално да изгледаш Да. супер, затоа што ако немаш стомачни после 2 месеци од пораѓај, Да. слушнав дека враќаат у продавница кој ќе отидеш. И згора на тоа да нели да си го зачуваш партнерството, бракот што го имаш затоа што тој некој човек тука бил во животот пред да дојдат тие деца и сега треба ти да си на сите страни распрскан и најголема грижа да ти е дали ќе доиш или дали манџата денеска ќе биде направено. Нереални се тие според Не, нереални се очекувањата, искрено ти кажам. Јас, например, почнав некој така да следам мајки кои што се во тој фазон, па 30 дена време за себе, па нешто така. И јас од сите ги исклучив. Значи, такво олеснување и стварно им апелирам на мајкиве, значи се што е поврзано со добра храна, здрав изглед. Во тој период, барем во првата година, стварно све да исклучат, затоа што нема шанси тоа да се случи. И, например, еве, исто за доењето, во рета, јас исто така сакав да дојам дека не постои некој што не сакал, ама толку да ти е притисок и товар. Преголем притисок е, например, не успеав двете деца, ми се со дохрана и на почеток си го сметав тоа за неуспех. И не ми беше пријатно, например, кога ќе треба да и дадам дохрана. И после тоа си седнав и си викам, што ти е на тебе? Као што ти е на тебе? Значи, сите така функционираат. Јас сум изразната на таква храна, значи нема да дозволам системот мене ваква пресија да ми прави. И тотално се ослободив. Мислам, тие деца, еве, вклучително и јас, се супер, се здрави, живи, као општеството оди напред, светот оди напред. Тоа е тоа. И не ти менува нели во Ништо избор не на кариера, ни Ама ништо ништо човек ќе не станеш ти дали влијае. си Да, бил ете, можеби формула. секако е можеби позитивно, меѓутоа и тие не знам колку се дали толку испитувањата покажуваат дека овие на доење сега биле 100 пати поздрави, овие не било. Јас напротив имам примери и за едното и за другото. Па нема правило. Па тоа нема правило, мислам стварно не знам веќе толку информации, не знаеш ни во што да веруваш и мислам дека и женеви исто као се збунати. И јас стварно мислам дека треба да си даваме време на себе и да се помириме. Да, еве јас сум здравила на 15 кила, ќе се вратам во нормална, ама стварно некој кој ќе ме види прв пат или одамна не ме видел да ми рече леле колку си здебелена, подхитно да се ставиш на диета. И тоа ми да, значи цело време ми се случува. И едноставно веќе ми е гаеле. И стварно мислам дека тој
начин на тој однос треба и да го заземаме заради тоа што си носел во себе бебе, си се породила, си имала операција, си станала после 12 или 24 часа, после третиот ден гледаш дете, не си спиена и сега уште јас да бидам значи да изгледам фино и топ за нечии други очи, не планирам. Лекото исклучување на сите тие профили што го... Затоа што викаме дека не ни влијае толку. Не многу влијае. Ама потоа се фатив прво од чистота на станови и на куќи. Викам, па ние дома живееме во свињарни. Како имаат луѓево, деца и се им е чисто, они се згодни, они се нашминкани. Значи, пред да дојдеш ти кажав дека ова е прв пат по 2 месеци дека јас се шминкам. Ова не е некоја шминка као да сум излегла од студио, ама за мене е голем успех. Си велам, не судам, ако на некој му е најважно са бајле во денот да се нашминка, да изгледа убаво и после пораѓа од 3 до 6 месеци, додека си реално во болки, затоа што си во болки првите неколку месеци, особено со царски рез. Значи го гледаш цел стомак дека се уште не ти е вратен, те боли, не можеш да се избањаш, да седнаш кој што треба, но сепак мислам дека мене во животот не ми е тоа приоритет. Сум се фатила и самата зборувавме и со тебе. Не беа многу месеци поминати кај што уплативме на програма да вежбаме. И после бев као Теодора, оправи се као косата не ти е измиена, малце стопирај. Не, ја мислам сето тоа го сватив и некако такво ослободување чувствувам, наискрено. И веќе не морам, освен на себе, да си речам, окей, може би сега е време кога ќе го почувствувам времето, значи знам што треба да направам за себе. Тоа ми е најважно, ама стварно веќе од тугите очекувања буквално се оперирав. И не сум веќе, да речеме, толку мирна на такви коментари од аспект не само на слабење, за доењето, за така натаму, си чувствувам слободна да си кажам тоа што го мислам и соодветно да одговорам на некој што одлучил нели да навлезе во зона која што воопшто ниту бил поканет да го каже своето мислење, ниту пак е, да речеме, пристојно во најмала рака. Мислам, тоа не знам како нели некои луѓе не сваќаат, тоа е и непристојно да прашаш било кој човек на светот за дали треба да услабе или зошто е услабен, или зошто е здебелен, или после пораѓа, затоа што јас во средно, например, бев за мојава висина, преслава, па луѓе дури моите ги имаат прашувано дали сум јас болна. Додека сега идеме во една друга крајност, кај што ми кажат, па малце буцка си, ама окей изгледаш. Како во ред ти, фала ти, ама баш треба, ако ме немаш 7 години видено, нели покрај на баналното прашање што има ново, па онака третина, четвртина од животот, некому да се дрзнеш и да му зборуваш нели за надворешниот Па не, пак ќе кажам, за мене тоа не е новина, пошто жените, како жртви на тој отворен сексизам, ние сме постојано под надзор. Значи, ние сме постојано, ова не ти чини, вака треба да, она треба, премногу зборувала. Ама зашто сме повеќе од самите себе отколку од мажи? Не дека се процентуално ако го извагаш, ама, например, сум работела во редакција, како медицинска сестра кога работев, во сосема различни средини, ама сум работела и на место каде што предоминантно има жени, каде што е мешавиот состав или каде што има повеќе мажи. Мене, например, лично, никогаш ми се нема случајно да колега ми каже зошто денеска сукњата ти е кратка. А за кого си дотерана? Или да речеме, вака дотерана, вчера кај беше? Или јас со моите престрашни менструални болки, да жени ми имаат кажувано, па само ти ли добиваш. Имам таков некој впечаток дека и тоа е низ векови, дури во места каде што се уште постојат племенски заедници или договорени бракови, извршителки се токму жените. Дали некако не можеме да ја прекинеме онаа траума, па си велиме, ако јас сум се мачала, треба да се мачиш и ти на
на ист начин. Апсолутно, тоа е траума што трансгенерацијски се пренесува и не само тоа, жените, ова се некакви, нели рековме, норми кои што на жените се особено подложни затоа што и се плашат и самите од отфрлање, ако самите ги отфрлат, значи тие норми по кои што се цел живот воспитувани, кои што ета така се пренесуваат, се плашат дека и тие ќе бидат исфрлани од некакво друштво, заради тоа што за друштвото, односно за општеството, е нормално да ти се однесуваш според правилата. И кога ти не се однесуваш според правилата, секогаш имаш некој, нели, да те предупреди, да ти го покаже прстот и така натаму, се со цел дека и тој се плаши самиот од промена. Така што ги спомна еве, нели, племињата, ова е најзасилено, ова родова норма е најсилна во руралните области, каде што обкружувањето е помало и највеќе од страна на жените. Значи голем број на случаи насилство се врши од повозрасни кон помлади жени. Зошто? Точно тие причини. Од стравот дека ќе се променат нормите и од стравот дека доколку тие дозволат вакво нешто ќе бидат исфрлани, па дури можеби и казнети понатаму од страна на мажите. Така што не е ни чудно и затоа мора, пак ќе кажам, да работиме на ова, постојано да го збориме, зашто колку повеќе значи жени и мажи се менуваат, толку повеќе и мокта ќе почне, нели, да се на некој начин балансира и можеби ќе дојдеме до еден подобар свет. Значи јас стварно верувам во ова и мислам дека тука е решението, затоа што оној пристап на вклучување на родовата еднаквост во политиките некако почнува да не функционира и потребна е една нова стратегија. Дали, бидејќи имаш две ќерки, од која едната веќе оди во градинка и е тодлер, се уште не научив дали ние имаме соодветен збор за тодлер? Не знам. Девојче. Да. Добро. Дали сметаш, бидејќи ние не можеме да се сетиме толку рано во нашето детство, дека дури од толку од најмала возраст, она има скоро 4 години, така? 3,5, да. Дека дури од толку најмала возраст од девојчињата се очекува нешто. Па, апсолутно. Макар да е тоа, нели, некоја игра во градинка, некоја поголема одговорност затоа што машките се палави, вие сте девојчиња, нели, така викаат, вие ко девојчиња попаметни сте кога сме помали, потоа се менува тоа. Потоа одеднаш ни викаат дека, нели, мажот ќе биде шеф. Јас го забележав тоа од самиот почеток, таа кога тргна во градинка, а сега веќе се повеќе, со секој ден се повеќе и повеќе. Значи, толку се интересира за машки, женски улоги. Например, ми има кажано дека некоја другарче од градинка сакала да ја врзува репче, учителката не му дозволила и така натаму, зашто бил машко. Како и да е, исто ми беше кажано дека била прилично немирна кога беше помала и се потела и со тоа имала машка енергија. И јас бев молам, мислам, дали ова на мене ме најдовте баш мене сега ова да ми го објаснувате и ја бев фрапирана. Ево, тој момент, тоа беше една ситуација кај што вистински се фрапирав и мислам дека се скаменив и не знаев што да одговорам, затоа што буквално немаше никаква логика. И мислам дека ако зборуваме веќе за овие работи, како треба да се менуваат работите, точно треба да се почнат предучилишното образование. Мислам дека таму луѓето даваат доста, меѓутоа даваат и колку што им е дадено. Значи, во образованието ние ги имаме најниските плати. Едни од полошите услови за работа, да бидеме реални. Поризичните,
а полошите Они треба да имаат бенефициран стаж буквално затоа што се слагам. И јас би се борала заедно со нив, ама од кај нив нема дојдена идејата дека треба да имаат бенефициран стаж. Зашто имаме многу други професии, посебно да речеме професии поврзани со безбедносниот сектор, иако например има што работеле финанси, да речеме во Министерство за внатрешни со бенефициран стаж, а тука жениве што се грижат за 35 деца со години, без при тоа да имаат право да отидат на психолог или да некаква друга филтер да има, мислам да имаат катарза некој од сето. Да, они сега конечно на некој начин им се покачија платите и се нешто повисоки од минималната плата. Па мислам дека е јасно зошто ние не може да очекуваме дека идните генерации ќе бидат фантастично емпатични, солидарни, хумани и така натаму, кога уште во самата градинка е борба за живот, за обстојување, за играчка, за внимание и така натаму. Да, затоа што обично работа, да речеме, две воспитувачки со една група од 30 луѓе, каде што тоа не знам какви човечки напори треба да вложиш за да можеш ти да се справиш со тие деца, и не е само децата да бидат чувани, значи воспитувачките не се жени или мажи, ги има многу помалку, што ти ги чуваат децата додека ти работиш или имаш некоја друга работа. Тие треба тие деца да ги воспитуваат и понатаму да ги спремат за на училиште. Друга работа, баш сега читав и вести, стандард секоја година, помалце првачиња во овој град, помалце деца родени во тој град, а градинка нема нигде. Да. И тоа е проблем на секој родител што го знам. Деца во државава нема, по сите нели статистики секогаш што ги вадат официјални, и градинка никој не може да најде. Јас стварно не знам. Малце се работеше на тоа нешто во изминатиот период, меѓутоа не е доволно, особено во руралните средини, кај што жениве буквално не можат да дојдат ни да се дообразуваат, не можат на обука да дојдат, буквално нема кој да ги чува децата. И се надам дека вистински ќе се проложи во насока да се зголемува бројот на градинките, ама и во исто време човечкиот капацитет, заради тоа што еден објект без луѓе доволно вработени, џабе што е реновиран, убав. Така. Џабе што е совршен и има вакви онакви играчки од дрво е направен, кога ти ако повторно имаш група од 30 до 35 деца, пак ќе се сведе на муабето што секој ден го слушаме, јадено е, спиено е. Значи толку добиваме од градин и некои родители, значи проблемот е што не е системски, туку некои родители имаат и позитивни, доста попозитивни искуства. Меѓутоа се е оставено нели на индивидуалниот пристап, што не би требало да биде. Многу родители исто така па уште бетар се жалат. И на учителките, односно на воспитувачките, негователките, и знам дека исто така им е многу тешко. И потполно ги разбирам. Така што двете страни, мислам дека всушност се на иста страна. И треба да се најде, заедно треба да се здружиме и да бараме подобри услови во тоа што зборевме, и тие се на крајот на денот и тие се трудат само таа смена да истераат, затоа што ако имаш ти 15 деца што имаат година и пол или две и треба да се погрижиш да се најадени и спиени, тоа што го кажуваат, веројатно толку и може една жена, ако ги искористи сите капацитети возможни во себе што ги има, да се справи, а каде е тука, не знам, читањето, боење, невозможно. Значи дома со две деца, едно, три, кој колку и да има, па ти сега 24 часа седа е направено перфектно во денот, а некојаш да не купиш бурек за доручек и да јадеш кај стигнеш или воопшто да не јадеш, на вистина е невозможно, не па за жени кои би требало тие деца таму и на некој начин соодветно за нивната возраст, нели, да ги образуваат.
Да, се слагам потполно и мислам дека треба веќе да се реагира. Гледам родители бараат и не знаат каде. Дали не знаат надлежно Министерството за труд, дали било општината и така натаму, што значи дека има иницијатива, родителиве сакаат да реагираат, ама мора и тоа некако да се организира. Ама мислам дека здружено може да се постигне, само на долг рок, не верувам во промени од денес за утре. Па не се ни возможни и не е ни реално ништо такво, затоа што веројатно прво некој треба да обсервира каде се проблемите, затоа што ние знаеме дека нешто не чини, ама баш не знаеме да го впериме прстот каде не чини, самата кажуваш кој е надлежен. Луѓето едноставно не знаат и во рета да не знаат, затоа што не е дека са бајле стануваш и читаш која институција за што е надлежна. Или имаш време да го правиш. Или имаш време, треба некој тоа да ти го преточи, затоа што на вистина и покрај спињето и јадењето, децата во градинка треба и да се дружат и да учат, што верувам дека ти веќе со години колку и време да оди кирката, дека баш гледаш дека колку и да се трудат воспитувачките, баш во целост и не се спроведува. Не се спроведува и затоа не ни се трудам да ја најдам таму вината и затоа мислам дека треба да се реагира. Од друга страна имаме многу голем број на приватни градинки, кај што на вистина многу повеќе се работи со тие деца и на некој начин понатаму ако ти дополнително не работиш со детето, може да се појави голема дискрепанца во предучилишното образование и подготвено за училиште. Така што мислам дека мора, ако сакаме некако да изградиме систем на еднакви можности, тогаш ќе мора да се подобрат условите во градинките државните. Имате ли вие потреба да речеме да мора со кирката надвор од градинката да работите, не знам, на боење, на некои работилници да одите, бевте сега на камп, како е да се отиде со тодлер, детенце, Ана Голешка има еден многу интересен назив за тодлер, мислам дека беше Джангуре, што е многу интересно. Да. Како е да се отиде со 3,5 годишно девојче и бебе од 8 месеци има веќе. Да, 8,5. На камп. И за тоа секоја чест, затоа што да, бевме доживување во самиот камп. Мислам, имаше уште еден пар со близнаци, ама беа дојдени со поддршка фамилиарна. Ние одлучивме дека ќе се обидаме да одиме сами и ета успеавме. Првите 2 дена имав чувство дека нели за брзо може да се случи да се спакуваме и да се вратиме назад, ама потоа нели секој ден како поминуваше, на крај веќе никој не кеша да си оди, така што можам да кажам дека беше многу забавно и во однос на работењето. Ето на пример таму си во природа, имаш што да правиш. Гаја имаше многу активности, не знам, нели може да оди да плива, па од другата страна деца, па се здружува, така што немавме некоја потребна да седнеме нешто со материјали тоа да го нели да работиме. Ама од друга страна во градинка се затворени постојано. Иако градинките државни генерално имаат многу убави дворови. Има, да. И тие се тотално неискористени. Било ладно, врнело, опасно било, реално како е опасно од кога ќе ги земеме децава од градинка, сите се улица. Ама не, и сите се во градинката внатре. Да, поголеме, да речеме надзорот, зашто они се само 2, меѓутоа многу изговори. Бактериите и болестите. Да, вака повеќе се шират и тие се постојано на некој начин болни. И мислам дека ако се создаде пракса за децата повеќе надвор да поминуваат време, многу повеќе попозитивно ќе им влијае и да речеме и многу помалку напор ќе им треба и на самите учителки кои што кога се затворени во надвор, имаат лулашки. Апсолутно. И иначе дополнително да работиме
не знам, читаме многу книги, ети во однос на цртањето и да, и тука е треба поддршка, не дека не знам се колку имаат можност да цртаат во градинка, генерално гледаме да спортува, значи не знам нешто што многу ја се од тоа, камповите се баш убави за деца. Апсолутно. Мислам, супер искуство беше, едва и чекаме да идеме следна година, така што им препорачувам на сите, за мене постојаното присуство во природа е незаменливо. Колку издржавте? 20 дена. Не. 2 недели издржавме. Тоа е пак многу. Мислам да не сте уживале, доволно. не е издржување, ама сепак е сигурно потешко од одење само со едно дете или одење сами во камп. Вие спиевте во шатор, така? Да, спиевме во шатор и нели додека се намести шаторот, па после додека се собере, ама си беше позитивно. Мислам, на почеток се плашевме дали сега Гаја ќе сака да спие во шатор, па како ќе биде со бебето и така натаму, ама се испадна многу позитивно и реално не ни врнеше, што исто така супер за која си со шатор. Ете, тоа искуство не го доживеавме, меѓутоа генерално многу позитивно. Види, мислам дека многу родители, пак ќе кажам, од тој притисок да станат родители, да имаат деца, не се спремни, никој не може ни да биде спремен, ама се уште не се помирени со фактот дека твоето време е многу малку до не постои и дека се што треба да планираш е поврзано со децата. Ние со тоа се помиривме од самиот почеток и некако сега ми е многу лесно така и да функционирам, така и да размислувам, зашто многу родители слушам дека не се поминува, лошо е и така натаму. Мислам дека во моментот кога ќе се помириме, дека за нас времето кога ќе можеме да го издвоиме ќе биде супер, а се останато нели да биде да уживаме со децата, ќе биде окей и за нашето психичко здравје, а вториот момент е исто така да престане да се врши притисок на луѓето да имаат деца, затоа што не сите сакаат деца. И мислам дека и тоа кога ќе го поминеме како општество, кога ќе оставиме вистинска слобода на луѓето, или во кое време, секогаш сите коментираат дали е предоцна, дали е прерано, дали некој смета кога му е вистинско време дете да роди, што е зашто тоа може да дојде подоцна, ама сега во овој момент ако ти не си спремен и едноставно се прави притисок, па ти сам си правиш, нема да уживаш нормално. И нема да имаме со тоа деца кои што на некој начин срекни, ако ние сме фрустрирани, не може да бидат срекни. Апсолутно. Така што генерално мислам дека тоа е нашиот став и мислам дека заради тоа супер си проведовме на камп. Супер, значи не да до следниот камп или зимување, ако се одлучите на толку екстремно да одите, па и да спиете во планина по ладното, затоа што мојата најдобра другарка го прави и тоа, па ќе раскажеш како е со 2 деца и на планинарење, но знам дека ги имате однесено барем на водно, колку што се сеќавам. Да. Сега никако немаме време, искрено ако имаш второ дете веќе се менува и тоа си зборевме со Раде колку првово дете на некој начин имало сосема, да речеме, друг почеток, сега второ има сосема друг почеток со првото си, со енергија, одиш на планина, па купуваш ранец можда, па не знам, наоѓаш на цени, го ставаш во кеса без разлика, ама си нели со енергија подвижна, се договарате, а со второ дете едноставно гледаш како да ви биде убаво на сите, ама во исто време да не мораш толку да се мачиш. Со што ќе вложите. Да, пошто енергијата е стварно. Второ дете сум знам понатака како во животот е тоа. Кога родителите знаеле дека од се што ќе допреш на земја не се умира. Ама стварно е така. Најважно е да си само чисти најаден, другото не е важно. Скроз и некако повеќе се снаоѓаме ние вторите деца, не знам. Може би само стереотип, ама родителите со вторите деца се плашат малце помалку од со првото дете, па си викаат така лесно не се умира, на лекар не се оди за се.
важно детето да е живо и здраво. Мислам дека и зависи нели од децата, ама генерално сосема различен почеток на животот имаат. Така што на првите деца тоа е, си посветил внимание и го си имал повеќе време, а тука го немаш тоа време, ама генерално мислам дека си туркаме добро. Не да фала ти уште еднаш многу што прифати да бидеш гостинка на првата емисија. Ета пројде иако треба Леле, имавме да. и двете као да ќе отвараме емисија на BBC. Јас ептен и стварно ти благодарам, искрено ми беше страв прво дали ќе бидеме доволно забавни, ама сега ми е јасно дека сме. И дека било убаво што се запишавме во Да. февруари месец и Да, ти реков дека си вистинската гостинка за отварање на Нектар. Ти благодарам ептен што ме покани. Тоа е тоа, чао.